Владата амбициозно најавува дека Македонија ќе стане членка на Европската Унија до 2030 година, но сето тоа зависи од нас. Уште еден од европските представници среде Скопје не ги сруши надежите кои ги подгреваат македонските власти. Евроамбасадорот Дейвид Гир разочаран од настаните изминатиов период. Иако Европската Унија потрошила милиони за помош на Македонија да спроведе реформи во правосудството, работите на терен биле разочарувачки. Европската Унија потроши милиони во овој сектор. Ние и граѓаните со право треба да очекуваат дека тоа ќе генерира резултати. Да, но не е доволно. А настаните во изминатите месеци беа многу разочарувачки. Постои потреба повторно да се заложиме за реформите. Владата го предводи овој процес, меѓутоа и исто така и парламентот треба да ги следи во ова. Реформите се неопходни и тоа ургентно. И додека Македонија добива критики за недовршената работа дома, уште еднаш се покажува дека владеачкото мнозинство најмногу се посветува на уставните измени како главен предизвик на патот кон Европската Унија. Според председателот на Комисијата за европски прашања, Македонија нема да претрпи никаква штета ако во уставот се внесени и другите етнички заедници, вклучително и бугарската. Арбар Адеми смета дека Македонија е пред важен предизвик, кој може да се надмине само преку широк меѓупартиски и државен консензус. Земјата започна ново поглавје во процесот на нашата интеграција во Европската Унија, по дури 17 години чекање како земја кандидат за членство. Сепак, исправени сме пред еден голем предизвик, а тоа е ова е поврзано со уставните измени, кој е всушност и предуслов за да се отворат кластерите и да се продлабочиме во процесот. Според председателот на Националниот совет за евроинтеграција Александар Николовски, за обичните граѓани, членството во Европската Унија се сведува на економска состојба и подобар живот и функционална правна држава. Во овој момент ги немаме ни двете. За голем дел од граѓаните ова станува далечна желба. Голем дел од граѓаните решаваат да ја напуштат државата, а за жал ентузијазмот во однос на проширувањето на Европската Унија се повеќе и повеќе опаѓа. Се уште е висок, се уште е значаен дел од граѓаните веруваат дека Македонија еден ден ќе стане членка на Европската Унија, но тоа е далеку помало од она што беше во минатото. На сесијата на Националната конвенција за Европска Унија присуствуваше и председателот Стево Пендаровски, кој призна дека недостатокот на правна сигурност и неефективната борба против криминалот и корупцијата се главни причини зошто граѓаните губат доверба и ја напуштаат земјата, бидејќи немаат надеж дека Македонија би станала дел од европското семејство.